одвоена, значи дел од материјалите се рачно фарбани, а принтовите беа исто така печатени рачно и досликувани. Која е еднината што ја очекува оваа колекција? Па се надевам дека 100% продажба и дека повторени парчиња и продолжување на колекцијата дека ќе има. Одев на многу полежерни парчиња, значи многу поносливи, затоа што претходната колекција ме опиша многу глами, ако јас тоа не го гледам така, ама добра. Ете, многу поносливи затоа што прво е пролет, и сакав да конкретно принтот што се провлекуваше низ цела колекција или типа перутки. Така неколку принтови. Да. Дека и машни видов. Повеќе, да, имаше повеќе принтови, меѓутоа пеперутките беа баш онака прилично застапени во целата колекција. Сакав еден тотално нетипичен принт и цела филозофија околу него да го прикажам преку една моја призма, едно мое гледање на една колекција таква која што да, можеби делумно изгледа романтично, меѓутоа јас поинаку ете така Има нешто бохо. Еджи, да, апсолутно. Значи бохо, затоа и насловена Бохемијан. Меѓутоа еджи моментот кој што ме прати секоја сезона, секоја колекција обавезно го имаш. Одев на монохроматски принтови и бои на материјали во симбиоза со Color Block. Значи обавезно користав повеќе бои во еден модел и не знам, веројатно ви се допадна. Да, интересни беа тие задните делови со колор блоковите од панталоните, барем јас да видам. Така, точно. Значи, извртани шавови, меѓутоа се во доза, одмерена доза на експериментирање. Оваа колекција е на еден начин продолжение на претходната. Инспирацијата и овој пат е љубовта како и претходната, меѓутоа на еден нов начин. Љубов која си заминала и по која се пати оставила болка. Секогаш користам пред се природни материјали и овој пат беше така. Значи во колекцијата видовме модели изработени од памук, од волна или пак нивна мешавина со полиестер и вискоза и дел лен. Така, која е иднината на колекцијата? Има ли планови? Па иднината на колекцијата за неколку дена ќе ја представам заедно со претходната колекција на Битолската модна недела и всушност и ќе ја отворам Битолската модна недела.